Почитувани гледачи, продолжуваме со представувањето на кандидатите за градоначалници, како и кандидатските листи и независните кандидати за градоначалници. Со мене вечерва во студиото е Љупчо Кадиев од Интегра, кандидат за градоначалник. Кадиев, добро дојдовте во студиото на Канал Вис и еве за гледачите. Кој е Љупчо Кадиев и зошто се одлучи да трча во овој круг на локални избори 2021 за општина Гевгелија? Благодарам. Јас сум дипломиран правник, правосуден смер и тука учев во Струмица гимназија. Имам многу школски другари и со посебен респект доаѓам во овој град. Со посебен трептај за тоа што во тоа време имаше ентузијазам, образованието беше навистина, може да речем према сегенски услови фантастично. Иако сум потекнал од просветна фамилија, родители, дедо, да речем и прадедо, просветни фамилии, ама системот беше другшие и немаше такви некои натурални програми кои што сега малце ги сметам, дури да не употребам некој лош збор, лоши, штетни за децата, сакајќи да некакви реформи, а напротив, она што е навистина во контекст на нивните проблеми, не се води за развојот, за нивото изградување на личноста и да биде од корист. Значи, така, зборот ни беше дека тука учев средна школа, гимназија, една од најаките гимназии и многу ми е драго што настапувам на вашата лиза. Иначе, имам работено во јавно пријателство, дел простор со професионален дел простор, бев ракодител таму на граничниот премен од Дојран. А исто имам сега работам како царински службеник, царинарник во Гевгелија, така да влегувам во оваа област со намера да направам нешто добро за граѓаните, за моите сограѓани. Би рекол дека се во животот што сум го постигнал со поштен труд, со чесен труд, така и сега работам. И од средна школа, факултет, учев, работев во исто време, не сакав да бидам на терет на моите родители, на општеството и понатака. Нигде ништо не сум фатил со врски и така да тие што сакаат, значи, реалност и бараат вистинска правда и со оглед на партијата што ми е, да речеме, богоугодна, во таа насока може да бидат сигурни, а овие кои се надеваат на привилегии и на протекции, не молам за таков глас, затоа што нити јас сум барал во животот негде нешто врски, нити сум барал пари од организации, па дури ни од партијата, искрено да кажам, без разлика, само многу благодарност. Затоа што ме предложи во таа смисла што сакаме да работиме едноставно, па да не излезе тоа само ако верски за Царството Божие тука, затоа што оној што е побожен, сметам дека нема да го злоупотреби функцијата и сега иде време за тоа. Па во врска со оваа функција сакам да дадам друг имидж на професијата, да речем, не професија, него на функција или избраната функција како градоначалник. Мада сега се облеков така во костима, не се чувствувам кој знае колку, јас би сакал блиско да бидам со граѓаните. И од таа причина дури сакав да се откажам, бути некако ми иде како во некој шаблон во униформа, ама дури имаше и притисци, јас не знам, сакав пробав да се откажам, ама Божја волја било да останам во тоа, дури јако поднесов, сакав лично да поднесов оставка, имаше и некои обструкции од страна, некои луѓе кои сакаат да живеат, значи, на сметка на честен труд, на честни, соработуваат, доаѓаат до некои неидентификувани фондации за злото. И не сакам повеќе да се замарат со нивните злокодошења, него сакам да, како што реков, да му служам на граѓаниот, да направам дека нема да го злоупотребам, идеја имам на претек, сум работел приватно и мислам приватно сум се знаел како студент, знаете, и успешно. Кадиев, што е она кое што вие го нудите на Гевгелија за промена, доколку сметате дека е потребна на општина Гевгелија раст и развој и подобро утро за граѓаните?
Најпрво ќе почнем од самиот себе си. Значи, јас сум човек што штеди, скромен, би одел и например, би штедел во самата, да речеме, институција во општината, би ги намел трошковите на минимум. Како што викаат, кога може во Лондон со точак доди, зашто да не, јас и сега одам и тогаш би одел, што тие пари средства ќе се дадат на некои места кај што ќе можеби требаат, или да речеме едно брајат со автобус градски со сите. Само кај нас се срамота градоначалник доди со автобус или со да речеме Скопје, или со точак. Јас си одам, тоа едноставно рамно и жалосно е да се загадува се, значи ќе почнеме од самите себе си. Во тој однос, значи, сакам друго што недостасува, има фамилии, по моје мислење, што немаат, например, ни да јадат. Стварно тоа не е реклама, не е ни пропаганда, прво би почнало од нив. Значи, немаат ни струја да пат, живеат во мизерија, во страшно нешто, а луѓе, фини луѓе, и гледам, разговарам така, кога би им се понудила работа, а веднаш во тој контекст одма да кажам дека нема да им се нуди работа на некој со 8 лење државна работа, нема да им се нуди, например, со средно некоја голема раковолна функција, затоа постојат школите и едукација, него би им дал шанса да работат. Пример, земеделието. Не е срамота да се биде земеделец, само ќе направам да има пласман, како кога во годините, кога се за една година се купуваше голф, што не можеш нигде тоа сега да направиш, тогаш значи ќе пуштам агенти, луѓе комерцијалисти низ цела Европа, значи ќе соработувам, ќе го пратам тоа сесрдно, ќе воведам, тоа е нешто ново, значи што би сакал, ќе воведам, да речеме, стручни тимови, специализирани, ако треба и на тендери ќе ги најдам, ќе орам, ќе копам, ама ќе најдам пласман и луѓето ќе бидат задоволни од земеделието и ќе бидат среќни. Сакам да ги видам, гледам се чма е градот, значи ќе почнам тика што нема ниеден запослен. Понатаму стручни кадри, одма ќе донесам стручен тим, луѓе со работници, значи не партиски, без привилегии, и мои колеги што ги знаам, пошто реков работев и се и свашта во животот, мислам чесен труд, ќе донесам такви, ќе користам умоти на народот, на моите сограѓани. Ќе прашувам јас, не да се кријам таму ваму, туку ќе седнам со нив и ќе речам, дајте ми идеја, сакам да ви помогнам. Ако сакаат да работат, нели, со труд, ако сакаат да работат, кажете што може, што да се направи. Имате преди дека сакам да им помогнам. Ќе имам дененоќен телефон, да речеме, уклучен и за тешки случаи, кај што се, пошто кај нас дрогата се рашири страшно и младината пропаѓа. Би направил, пошто ме прашате што би ставил приоритет. По моје мислење треба и нели пошто не се женат, агенција за посредување за бракови да остават на семејството, на општеството, пошто тие се базата, децата, младите, да се женат, значи, наталитетот во таа насока, што може да се подобри негде платата кај што не е сега, да речеме, екстремно богати газди и екстремно сиромашна, значи тоа е заедно, како може една, што викат, композиција, пошто ментално и таму со, значи да оди заедно, да нема застој во нешто, него едно и друго се поврзани. И овие богатите кои треба да им се овозможи да работат. Имам начини, ќе размислувам, имам многу идеи, значи едноставно граѓаните треба да се препуштат и заедно со мене, значи заеднички ќе работиме, не изолирано, не некоја екс функција што се вика, како што викат, нели, екс катедра, него во непосредна комуникација се ностоп ќе бидам отворен. Деноноќен телефон, реков, за секакви проблеми може да се обраќам. Сакам да ве прашам, идеите, зборувате цело време за идеи, дали идеите би ги ставиле или веќе ви се ставени на хартија? Што како проект го издвојувате и со кои сакате еве да го побарате гласот на гевгиличани да ве гласаат токму вас? Па, видите, на хартија доста ни е од хартии, треба гаранции. Значи, гаранции, досега нашите сограѓани што викат хартијата трпи се. Ако трпи се, јас една од тие гаранции што јас сам би ги промовирал, и
дури нели не е битно и дали ќе победам. Значи тоа се остава на свеста на граѓаните. Сака ли такви луѓе кои не одат значи на ветување, на празни ветувања, значи да не се изразам погрешно во другата насока, да не поредам, на лажни ништо ја знам обичајни, лажни обичајни, него ќе си стои таму програмата и тоа го захтевам од секој тие моите кои се конкуренти, да речем, за градоначалник, ќе си стои таму на цело време додека трае мандатот, таму ќе си стои и ќе пише, да речеме, отворен телефон во секое време, стручни лица, педагог, психолог, маки некои што имаат проблеми финансиски, нон-стоп, секој ден, секој вечер, или барем 4-5 дена кои ќе бидат платени за тоа, тоа можам да го остварам и да им гарантирам 100%. Значи, ако барам, сега предпоставка, сега карикирам, жичара од Смрдлија вода до центарот, таму скин центарот, тоа не зависи од мене. Таму може кажам 10 или 100% зависи од државата, да речеме. Ако па кажам дека кејот, например, ќе го направам покрај Вардар, делумично од средствата зависи, пошто жално е таму сето е онако и си викам, могуче ли да нема кеј, си викам, знам покрај сите градови, така кај што одам, сегде има кеј, покрај Вардар да се реши тоа. Тоа е едно. Би се борел против дрогата, комарот, многу семејства се уништија. Ама сакам да кажам дека носам ново видување, нова свежина на оваа функција и бидете сигурни дека нема да сгрешите ако гласате за мене, затоа што фактички за себе си гласате. Немам пари земено ни од нигде, ништо, нигде не сум правил злоупотреби, јако сум на осетлива, да речеме, работа и тоа го знаат и тие што се мени. Да не се фалам, мислам, тоа не е добро. Кадиев, јас ви благодарам што бевте дел од програмата на Канал Виз во бесплатното представување на кандидатите за градоначалници. Овдека се одјавувам со кандидатот за градоначалник од Интегра.